Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда. Вие следите утринската програма на ова радио од понеделник до петок, секој ден во 8 часот и 30 минути. Еве не денеска повторно заедно, во Кавадарци утрово 8 на тмурен, облачен ден и како што најавивме вчера, температурата е релативно пониска од минатите денови. Денеска е 23 февруари, среда 2022 година, 54 ден во годината. Сонцето изгреа во 6 часот и 17 минути, а ќе зајде во 17 часот и 15 минути. Што се однесува до сервисните информации ово утро, воздухот во Кавадарци е чист, така да еве има северен ветер и очигледно вчера имавме малку загаде, но денеска е пријатно, иако е малце посвежо. Плюс 4 е, значи плюс 4 степени, а во Кавадарци ќе се искаче температурата до 12 степени. Вчера најавивме дека од синоќа па према денеска ќе се температурата промени и ете така се случи, но денешната температура гласи дека ќе имаме променливо, облачно, со повеќе сончеви периоди попладне. Уште од изутрина ќе дува умерен до засилен северен ветер, наизразен вдолж поврдарието, повремено со брзина и над 60 км на час. Така да очекувајте во попладневните часови, почитувани гледачи, разведрување, иако температурите ќе бидат малце по-ниски од вчерашните, но сепак ќе го видиме и денеска сонцето. Што се однесува до температурите во нашата земја, во Гевгелискиот регион ќе имаме од 6 до 13 степени, во Беровскиот од 0 до 5, во Кумановскиот од 0 до 8 степени, во Скопската котлина од 3 до 12, крајно во западните делови, во Полошкиот регион, Гостиварско-Тетовско од минус 4 до 4 степени, во Охридскиот регион од 0 до 9 и во Пелагонија од 0 до 11 степени. Што се однесува до прогнозата за утре, нешто слично како и денешната, претежно сончево со мала до наместо умерена облачност, претежно во предпладневните часови. Ќе дува умерен северен ветер, кој повеќе секако ќе биде тој ветер во поврдарието и ќе се засилува. Температурите ќе бидат малце пониски во некои региони, но како што гледам овде на картава, едино Кумановскиот регион, утринските ќе бидат минус 2, Пелагонискиот ќе имаме утрински температури минус 1, така да еве и во Кавадаречкиот регион во Теквишијата ќе биде по-студено наутро 1 степен, во Беровскиот минус 3 и така натаму, но ќе следиме температурата и во наредните денови. Што се однесува до сервисните информации за состојбата на патиштата, Автомотосојузот на Македонија јавува дека сообраќајот на државните патишта се одвива попретежно влажни коловози, затоа што синоќа и рано утрово паѓаше дожд во некои делови во нашата земја. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Автомотосојузот на Македонија, почитувани гледачи, препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисури, каде што има можност за одрони. Патниот правец А2, Свети Николе Миладиновци, на 10 км пред Миладиновци, поради свечилиште на голем одрон, сообраќајот се уште е пренасочен само на една коловозна лента.
već je skoro nekoliko meseci toj odbrani ne može da se otkloni, все уште се прават анализи, все уште се стручњаците состануваат, кога тоа ќе се тргне од тој автопат, ја не знам, меѓутоа навистина ова е веќе предолго да не може да се отстранат тие количини на одрони на тој магистрален пат од Штип према Свети Николе, односно према Миладиновци. Како е да е, возите внимателно кога ќе налетат или наидете на тој автопат кој ве води во источниот дел од нашата земја. Подсетување за возачи дека се уште важи зимската опрема во возилата, значи синџери мора да се има од 15 ноември па се до 15 март. Значи тоа е задолжително да ги имате во вашите возила за да не бидете казнети од страна на сообраќајната полиција. На денешен ден, да последиме сега рубриката на денешен ден, што се случило во светски рамки. Денешен ден, 23 февруари. Израелската војска, тоа се случило во 1574 година, избила, верска војна меѓу француските католици и протестанти, тоа се они хугенетите, пета поред. Протестантските војни ја представувала Франција се до 18 век. Католичката црква престанала да биде носител на верското право во Франција, дури и по револуцијата во 1789 година, а знаеме што се случило тој масакар и многу луѓе били убиени што верувале на еден друг начин од традиционалната тогашна католичка црква. Значи тоа се случило 1789 година. Одиме понатаму. 1792 година умрел англискиот сликар Джошуа, еден од најголемите светски портрети кои сликал и правил, основач на Кралската уметничка академија. Добро, може би тие личности за нас се непознати, еве ќе одиме малце поблиско до нас. 1905 година, на денешен ден, американскиот адвокат Пол Перси Харис во Чикаго го основал Ротари клуб. Вие кои знаете историјата, знаете што значи Ротари клуб. Добро, нешто поврзано со Македонија. Најпрем да кажеме дека во 1938 година на денешен ден откриени се првите наоѓалишта на нафта во Кувајт. Тогаш британски протекторат. Знаеме дека Кувајт е еден од најголемите извозници на нафта. Ете, тоа е откриено, тие бушотини, тие резерви на нафта во 1938 година на денешен ден. 1945 година американските трупи го зазедоа главниот град на Филипините, Манила. Им нанесоа тежок пораз на јапонците. Генералот Макартур, кој командувал со американската 8 армија, имал посебни причини за да им се одмаздува на јапонците. Тој 3 години порано се повлече пред јапонската наезда. 1959 година на денешен ден Меѓународниот суд за човечки права го отвори првото заседание во Страсбург. Еве нешто за Македонија. Во 1967 година во Скопје Републичкиот и просветниот културниот собор на Собранието на СР Македонија донеле закон за Македонска академија на науките и уметностите, наречено скратено МАНУ. Значи МАНУ е основан на денешен ден 1967 година. Првиот председател бил писателот Блаже Коневски. На денешен ден, 1970 година, британската Гвајана стекнала независност. Добро, одиме понатаму. На денешен ден, 1994 година, на падините на Шар планина во близина на Тетово беа предадени во редовно производство 4 мали хидроцентрали за системот Попова шапка. Значи, еве, 94 година се предадени во редовно производство 4 мали хидроцентрали. Добро.
Na денешен ден, 2001 година во Скопје, председателите на Република Македонија и на СР Југославија, тогашни секако Борис Трајковски и Војслав Коштуница го подпиша договорот за обележување на границата помеѓу Република Македонија и тогашна СР Југославија. Еве тоа беа неколку занимливи настани кои се случиле на денешен ден, почитувани гледачи. Одиме сега со песна, а потоа повторно ќе се вратиме во живо во нашата програма. Хвала ти за онај дан, на крижу умро си за мене сам. Због мојих греха ја то добро знам, зато хвала ти за онај дан. Хвала ти за овај дан, што си ти со мном и што нисам сам. Да ти ме чуваш, ја то добро знам, зато хвала ти за овај дан. Не требам блага, нити празне славе, свега ми тога веќе преко главе. Све што ми треба е тај лепи дан, да будем с тобом радостан. Хвала ти за онај дан, на крижу умро си за мене сам. Због мојих греха ја то добро знам, зато хвала ти за онај дан. Хвала ти за овај дан, што си ти со мном и што нисам сам. Да ти ме волиш, ја то добро знам, зато хвала ти за овај дан. Не требам блага, нити празне славе, свега ми тога веќе преко главе. Све што ми треба е тај лепи дан, да будем с тобом радостан. Не требам блага, нити празне славе, свега ми тога веќе преко главе. Све што ми треба е тај лепи дан, да будем с тобом радостан. Хвала ти за онај дан, на крижу умро си за мене сам. Због мојих греха ја то добро знам, зато хвала ти за онај дан. Зато хвала ти за овај дан, зато хвала ти за сваки дан. Еве не повторно во живо во програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата денешна емисија. Посебен поздрав, можеби денеска имаме и со нас кои го прославуваат својот роден ден, затоа ете честитки до сите вас кои денеска сте дошле на овој свет. Бог ви подарил живот преку вашите родители и верувам дека тоа го цениме. Поздрав до нашите гледачи во Македонија и секако во странство. Кога велам во странство, мислам на гледачите во Европа и надвор од Европа, во Америка, во Австралија, па и во другите светски држави. Така да денеска ќе се дружиме како и вообичаено секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката Капки на мудроста, а потоа ќе слушнеме и приказна за деца и за возрастни. Еве, почитувани гледачи, ово утро одбрав неколку убави мисли за овој ден.
koja ќе задзвони минатото, оставија телефонската секретарка да одговори, бидејќи не се јавува да ти соопшти ништо ново. Уживај во животното патување, тука си со причина. Не споредувај се себе си со другите. Никој на светот не може да ти биде подобро од тебе. Еве ќе повторам, не споредувај се себе си со другите. Никој на светот не може да биде подобро ти од тебе. Кој ќе се опуштиш, стравот го снемува, а љубовта расте. Понекош ние сме толку оптеретени, толку напнати, што ќе биде утре, задутре, наредната година. Читаме, слушаме разни негативни информации, тоа се впива во нашиот мозок, во нашиот ум. Затоа да се опуштиме и стравот ќе го снема, да предадеме се во рацете на Господа. Кога осудуваш некого, не го опишуваш него, туку се дефинираш самиот себе. Без разлика што се случува во твојот живот, секогаш имаш избор да бидеш среќен или тажен. Како што некој друг рекол, ние сме ковачи на сопствената среќа. Секој ден Господ ни го дава како подарок и зависи од нас како ќе го искористиме тој ден, дали ќе го злоупотребиме или ќе го испланираме онака како што треба. Најголемиот освојувач е оној кој знае да победи без борба. Така е. И оној кој тоа го напишал Лао Це. Најголемите сили завојуваат меѓу себе, војуваат и помалите држави, но на крајот ќе се изморат, ќе се испотрошат, ќе страдат стотини илјадници луѓе, ќе разорнат се и потоа повторно ќе седнат на зелена маса и ќе потпишуваат, ќе се договараат. Затоа најголемиот освојувач е оној кој знае да победи без борба. Човекот кој е душевно богат е во целосна осаменост, одлично се забавува со сопствените мисли. Артур Шопенхауер. Човекот кој е душевно богат и во потполна осаменост, одлично се забавува со сопствените мисли. И еве уште една за крај. Две нешта ја исполнуваат мојата душа со восхит. Звезденото небо над мене и моралниот закон во мене. Тоа го напишал Емануел Кант. Наистина убава мисла за овој ден и убава порака. Две нешта исполнувале неговата душа. А тоа кога го гледал звезденото небо. Тие прекрасни звезди, небесни тела што Господ ги поставил и вели законот Божи кој е во мене. Ете, почитувани гледачи, тоа беа капки на мудроста за денеска. Сега ќе одиме со снимена кратка порака, односно приказна за деца, но и за нас повозрасните. Па да ја слушнеме. Книга која на чуден начин била спасена. Драги дедо, пази, добро чувај се. Не сакам да те видам да одиш сам на далек пат. На што да внимавам, дете мое? Го прашал добриот старец. На непријателите, одговорило девојчето. А зашто би имал непријатели? Јас му служам на Бога и се трудам се да правам добро. Секако, драги мој дедо, ама многу луѓе се на тебе лути поради тоа што ти им зборуваш како не треба да пијат алкохол, дека не треба да се поклонуваат на идолите, ниту да веруваат на гатачите. Да сум бил во страв, одамна би престанал да проповедам и да ги учам другите и да им помагам на оние на кои им е потребна мојата помош. Јас верувам во Божјата заштита додека за него работам. Дојди, Милена, да го натовариме чамецот. Еве ги твоите мрежи и торби со храна. Еве ја и кутијата во која се наоѓаат твоите важни документи, а Библијата се наоѓа одозгора над другите работи. Ама чамецот пропушта, дедо. Дали си ја затворил добро таа дупка? Чекај, ќе направам од платно затворач и со тоа ќе ја затворам. Еве, чамецот повеќе не пропушта. При прв одмор ќе го поправам уште подобро. Си го заборавил садот кој ќе ти биде потребен да ја исфрлаш водата од чамецот. Одам брзо да го побарам за да добро те спремам пред да појдеш. Така Филип тргнал
на едно од многобројните патувања по реката во Бразил да однесе вест на надеж и вера. Поминувал покај дрвја, а корењата на врбите биле испреплетени на стрмата обала, а од време на време би се појавила и некоја чистинка каде живееле домородечките племиња. Кајни Филип се истоварал и почнал да им зборува за Спасителот кого го сакал над се. О, тука баш изработуваат дрвен јаглен. Сите луѓе ќе бидат запослени, помислил Филип. Го заврзал својот чамет за некоја гранка и почнал да се качува по лизгавата обела. Еден човек го приметил кога се доближувал. Еве го Филип, нашиот пријател. Ке има приказки и песна цела ноќ. Филип погледнал на големите дрва покриени со кал. Домороците го запалиле огинот и се фатиле за работа да со кал ги затворат и најмалите отвори каде приметувале дека чадот излегува. Дојди, кажал водачот на групата на работници. Завршивме, Филипе. Завршивме со работата. Се што треба да работиме и да чекаме додека дрвото под огинот не ја глениса. Помени ја со нас ноќте и покажи ни ги своите слики. Јас ке ти помогнам да си ги пренесеш работите. Филип токму на тоа чекал да го повикаат и тргнале заедно со него до чамецот за да му ги донесат сите работи што му биле потребни. Ама чамецот не бил повеќе таму. Јажето се уште било врзано за гранките, а чамецот се наоѓал на дното од реката. Оваа тапа од платно со која ја затворил дупката се намокрила и ја пуштила водата и го наполнила чамецот. А може би и некој зол човек, непријател на Филип и Бога, ја извадил и пуштил вода за да го потопи чамецот. Филип во чамецот ја оставил својата мрежа и своите намирници и кутии каде се наоѓале и неговите книги. Така му ја снемало и Библијата, која толку ја сакал. Било многу темно и требало да почекаат на новиот ден за да се обидат да го излечат и повторно да го покрене својот чамец. Од овие луѓе позајмил мрежа, а пријателите му дале и храна. Ама како ќе може да им проповеда без Библија, без својата Библија која веќе толку долго време ја употребувал? Тој во неа ги подвлекувал сите важни стихови и секогаш му причинувало дека самата се отвара токму таму каде му било потребно. Ќе направам најдобро што можам и без неа, одлучил Филип. Господ знае дека овие луѓе ги упатувам во неговата вистина и тој ќе ги освежува моите сеќавања, а освен тоа знам многу стихови и песни напамет. Домороците и нивните жени си ги зафатиле своите места во клупите околу една колиба од палмови лисја и Филип почнал да изборува од Библијата. Потем ги научил неколку нови песни. О, колку сите сакале да пеат. Освен тоа, тие многу добро се сеќавале на она што Филип минатиот пат ги учил. Со првите сончеви зраци го нашле Филипа и неговите пријатели на местото каде чамецот потонал. Гледајте, нешто плива меѓу тие гранки. Дали е тоа ваше, Филипе? Да, тоа е негово. Меѓу испреплетените гранки се наоѓале садовите кои Милена му ги ставила и во неа пливала Библијата. Тоа навистина било чудо. И Филип од се срце му се заблагодарил на Бога. После тоа чамецот го извлекле и го способиле за патување. Дош целата река се уште се зборува за книгата која не сакала да потоне и луѓето доаѓаат оддалеку да ја видат. Еве што туку ја слушнавме приказната, почитувани гледачи, верувам беше поучлива и корисна. Бог ги управува настаните и работите. Ја сочувал ова книга, без разлика што чамецот се преврнал, се натопил со вода, но сепак Бог ја сочувал Библијата. Го слушнаме што туку гласот го позајмивме од пасторот Ѓурица Пастоницки. Одеме сега со песна, а потоа ќе следи утринската порака.
јас во очите твој. Патник сум само во овој свет, о Боже мој, помогни ми ти од ден до ден. Од ден во ден, Исусе, те молам, научи ме ти, за да можам да исполнам се само за тебе. Вчера помина, Исусе, утре дали ке дојде не знам. И те молам јас, Исусе мој, ти сила ми дај. Покажи ми скали, по кои ке одам, да би стигнал јас, Исусе мој, во небесен дом. Патот за в небо, дај ми го ти, мој Исусе, ти води ме до победа. Од ден во ден, Исусе, те молам, научи ме ти, за да можам да исполнам се само за тебе. Вчера помина, Исусе, утре дали ке дојде не знам. И те молам јас, Исусе мој, ти сила ми дај. И те молам јас, Исусе мој, ти сила ми дај. Еве не, повторно назад во живо, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежта. Може да не најдете на Facebook страната Радио Гласна надежта и на YouTube каналот Радио Гласна надежта, каде што се поставени сите досегашни емисии, ги има преку 60. Така да, еве, влегуваме во третиот месец како сме со вас во ова наша утринска емисија. Следува рубриката Утринска порака од Библијата, од Светото писмо. Управители на Божјата благодат. Текстот го наоѓаме во првото послание на апостол Петар, 4 глава, 10 стих. Бидејќи секој од вас добил дар, служете си со него еден на друг, како добри домоуправители и на многократната Божја благодат. Познавањето на Божјата благодат, вистинитоста на Неговото Слово, како и земните дарови, времето и парите, способностите и влијанието, сето тоа е аманет од Бога, кој треба да го искористиме за Негова слава и за спасување на луѓето. Нема поголема наврада за Бога, кој постојано му ги подарува своите дарови на човекот, отколку кога ќе ги види дека тој себишно ги приграбува за себе тие дарови и не му враќа ништо на неговиот дарител. Исус сега е на небото и ги подготвува престојавалиштата за они што го љубат. Да, нешто повеќе од станови, царство кое ќе биде наше. Но сите кои ќе сакаат да ги наследат тие блаженства мора да учествуваат во Христовото самоодрекнување и самопожртвување за доброто на другите. Денес потребата за сесредна и пожртвувана работа во Христовото дело е поголема од било кога порано, бидејќи бргу се приближува крајот на времето на проба и на светот треба да му се објави последната вест на милост. Се што добиваат луѓето од Божјото изобилство, се уште му припаѓа на Бога. Сите драгоцени и убави нешта на земјата, тој ги става во нашите срца, за да не испита
да ја испита длабочината на нашата љубов кон Него и да испита колку го цениме Неговото одобрување. Без разлика дали се работи за земно богатство или за нашите интелектуални способности, треба се како доброволна жртва да го положиме пред нозите на Исуса. Според својата милост и великодушност, Бог сето она што му го враќаме, го признава и пресметува како од верни управители. Божите ангели, чија што моќ на сваќање не е помрачена со гревот, знаат дека даровите од небото се дадени со намера да бидат вратени на начин кој ќе ја зголеми славата на големиот дарител. Добродетелството на човекот е поврзано со Божјата врховна власт. Божјата слава е радост и благослов на сите создадени суштества. Настојувајќи да ја зголемиме Неговата слава, ние настојуваме да го стекнеме највозвишеното добро што можеме да го постигнеме. Бог бара секоја способност и секој дар што сте го примили од Него да ги посветите во Неговата служба. Тој сака заедно со Давид да кажете: но Тебе е се и добиеното од Твојата рака Ти го дадовме. Еве прекрасна порака, почитувани гледачи, во утринската порака утро, текст кој го најдовме во 1 Петрова 4 глава 10 стих. Бидејќи секој од нас или од вас добил дар, служете си со него еден на друг, како добри домоуправители на многобројната Божја благодат. Нека навистина и денеска бидеме од благослов на оние со кои ќе дојдеме во контакт. Да бидеме позитивни, насмејани, да зрачиме оптимизам, да зрачиме љубов, да зрачиме нешто убаво и да ги насочиме луѓето кон Исуса Христа. Зашто денеска многу луѓе се осамени, разочарани, обесхрабрени, можеби и болесни се. Не гледат никаков излез. Нека ние бидеме тој патокас кај тие луѓе, почитувани гледачи, да им го олесниме животот колку што можеме и да се молиме еден за друг. Молитвата е нешто што навистина ни стои на располагање. После таа посредничка молитва за која може да се молиме, без разлика што физички не се гледаме. Може сме на километри оддалечени едни од други, но во дух може да бидеме заедно во молитва, а Господ ќе одговори според Неговата волја. Нека и денеска бидеме ние управители на таа Божја милост, на Божјата благодат, но не само да ја задржиме за себе, туку да може да ја пренесуваме и на луѓето кои се околу нас. Денес потребата за сесредна и пожртвувана работа во Христовото дело е поголема од било кога порано, бидејќи брзо се приближува крајот на времето на проба и на светот треба да му се објави последната вест на милоста. Се што добиват луѓето од Божјето изобилство, се уште му припаѓа на Бога. Се што постои на оваа земја, злато, сребро, таму вели во псалмите Давидови, се е Божје. Човекот може тоа го има в раце, но тој е негов пристав, тоа е дадено за да го користиме, а не да биде себично за нас, зашто никој со себе нема да понесе ништо еден ден кој ќе ги затвори очите. Затоа сите драгоцени и убави нешта што тој ги става во нашите раце за да не испита и да испита длабочината на нашата љубов кон Него и да испита колку го цениме Неговото одобрување. Без разлика дали се работи за земно богатство или за нашите интелектуални способности, треба се како доброволна жртва да го положиме пред нозете на Исуса Христа. Еве тоа беше поракава, почитувани гледачи. Вие сите кои сакате да изучувате Библијата, а ја немате можеби во ваша собствено, слободно пишете ни, а ние ќе ви испратиме бесплатно Свето писмо. Секој дом треба да има Библија. И затоа биете слободни, пишете ни во наша порака на нашите мейл адреси, а ние ќе ви испратиме на домашна адреса. Вие кои сакате да изучувате Библијата по допинсен пат, имате изваредна можност тоа да го сторите преку библискиот курс bibliјатазборува.mk. Еве сега ќе ја видиме рекламата, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата
Имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Продолжуваме со нашата програма, со нашата емисија, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо нашата емисија. Следува рубриката Библиски личности, а потоа ќе имаме уште една кратка порака, пишана порака од проповедникот Никола Трајков од Австралија, што ги добивме овие денови. Секој утро споделувам по една порака. Денеска би спомнал нешто за Свети Илија или пророк Илија, познат во христијанскиот свет, човек кој навистина го нарекуваат Илија громовник. Иако Илија не пушта громови, ниту тој сака луѓето да бидат убиени, меѓутоа историјата на пророк Илија е многу интересна и може да ја најдете во Стариот Завет. Илија живеел на просторот на денешен Израел и Палестина. Интересно за Илија пишува Стариот Завет, Новиот Завет, Талмуд и Коранот. Значи сите религии го почитуваат како човек кој навистина бил следбеник Божи. Пророк Илија зазема значајна улога во религиите, како што спомнав, и кај христијаните, и кај евреите, и кај муслиманите во Коранот се спомнува. Кога ќе го слушнете името Илија, веднаш ќе ви се во ум појави она слика кога Илија се помолил и паднал оган од небото и жртвата била негова запалена, и кога 450 валови пророци ги убил таму на планината Кармил. Има интересни настани поврзани со Илија. Значи, тоа е едниот настан, вториот Илија на крајот од својот живот ќе замине на небото, Бог ќе го земе во огнена кола, но има уште една сторија или една цртичка од неговиот живот, а тоа е кога посакал да умре, плашејки се од царицата Језавеља, и тој се сокрил во пештерата и побарал да умре. Значи, тоа се три главни настани од животот на овој извореден пророк Илија. Историјата забележува дека во младоста тој заминува во пустината, таму во молитва се подготвувал за службата. Уште еден настан е поврзан со Илија, ќе ве потсетам, кога имало суша во Израел, немало вода, и тој отишол по наредба на Бога кај потокот Хорат и таму 3,5 години уживал, би рекле, како на годишен одмор. Бог му праќал преку гавранот храна за појдок, ручек и вечера, и за него немало проблем, имало доволно вода. Но еден ден и таму потокот пресушил, и потом му кажува да отиде во Сарепта кај една жена, вдовица која имала дете, и таму знаеме чудото со маслото и со брашното. Накратко, ете, тоа се поврзаните настани со овој Божи човек Илија. Навистина, ако ја читате книгата до царевите, ќе најдете повеќе информации за пророк Илија. Во Новиот Завет, знаеме, го споредуваат со Јован Крстител, зашто Јован зборувал нешто слично во духот на Илија. Иако Илија е посебна личност, тој денеска е на небото, Илија, Мојсе и Енох, тоа се тројца луѓе кои живи били земени, или, односно, Мојсе воскреснал, но сега тие се на небото. Ако читате за Илија, ќе видите дека тој имал свој ученик, Елисија, кога отишле кај реката Јордан, каде го дочекале уште 50 негови ученици, имало таму, значи,
školi, kaj što se obučavale ti učenici za proroci, koga Ilija veli udril po vodata, reka te se razdvojila na dve strani, kada što go dočekale su konji i jednostavno otišle na drugata strana. Znači, vrzani se mnogo interesni istoriji za ovaj Božji čovjek. Čitajte Biblijeta, počtovani gledajući, posebno prva carevite, vtora carevite, dnevnikova, kada što ke najdete mnogo informaciji i ohrabritelni zborovi za svite nas, čitajki go životot na prorok Ili. To je bil čovjek koji nije. I to se plašil, koga bil na vrvot od svojeta karijera, duhovno bi rekao. Koga doživel kulminacije, koga su Božja sila gi uništil tije valovi proroci, poslije ke se uplaši od telegramata što ke slušne koja je izdala samata je zavelja da se fati Ilija i da se ubije. To i toliko se uplašil. I zato apostol Pavle veli, koji misli da stoji, neka vnimava da ne padne. Ilija je interesan čovjek, bil Božji čovjek, Božji kamšik za neznabošcite. No sepak i toj se razočaral, i toj padnal vo depresiji. Doagi angelot mu veli, Ilija, što praviš tuka? Pa ete, Gospode, sakam da umram. Stani, za tebi ima ušte rabota. Se ohrabril, kasnal i otišao i ponata mu da go propoveda slovo to Gospodovo. I koga zaminal, ja znaje to nagletka, što mu rekao na Elisi, ako me vidiš, koga zaminovam gore na nebo, to ke dobiješ del od mojeta sila. I navistina to se slučilo. Eve, počtovani gledači, toliko za Ilija, samo vi najaviv, interesni raboti, možete samite da čitate vo Sveto pismo. Evo сега поракава ќе прочитаме од проповедникот Никола Трајков, доверба во Бога. Илија имал доверба во Бога. И секојаш кога имал доверба, доживал кулминација на својата вера. Ова порака е порака за нас денеска. Кога зборуваме за вистинскиот квалитет на христијанскиот живот, не можеме да го замислиме без целосна доверба во Бога. Сите наши напори ќе имаат мал успех ако не му довериме се на Бога. Се додека ние како луѓе ги контролираме настаните од нашите животи, се чувствуваме сигурни, срекни, но кога работите ќе излезат од нашата контрола и мог, почнуваме да се грижиме и паничиме. Зато ни е потребна доверба во Бога и неговото водство. И сега прашање, како практично да го постигнеме тоа? Значи, кога се не оди добро, кога ќе станеме наутро, радосни сме, здрави сме, но кога ќе не заболи нешто, кога планот нема да не успее, како ја губиме тогаш довербата? Паѓаме во разочарување и во депресија. Но како да го постигнеме тоа, да постојано имаме доверба во Бога? Прво, направете го Бог на прво место во вашиот живот. Матеј 6 глава 33 стих. Принципот на нашиот живот секојаш мора да биде Бог прв во се. Само ако тој е прв, нашите стравови од непознатото утре ќе исчезнат, како и нашите грижи и негативни емоции. Само Божјото присуство во нашите животи ќе го промени нашиот став кон животот. Без Бога ова е многу тешко да се исполни. Второ, верувајте дека нашиот Бог е непроменлив. Во посланието до евреите, во 13 глава, во 8 стих пишува дека Бог не се менува. Бог е исти од вчера, денес и утре. Во книгата на пророк Малах исто така Бог вели, јас не се менувам. Бог не е човек да се менува како што денот ќе осамне, како времето што се менува. Ние сме такви, на жалост, но Бог е постојан, почитувани гледачи. Тој е секогаш ист. Неговите ветувања се исти и вечни. Еве два цитата од две интересни книги, Служба на исцелување и од книгата Патриарси и пророци. Нашиот небесен татко има 1000 начини да ни помогне за кои ништо не знаеме. Оние кои го прифаќаат принципот дека службата за него е најважна, ќе видат дека животните несигурности исчезнуваат на нивниот пат. Значи, кај што ние не гледаме ниту една врата отворена, почитувани пријатели. Бог има 1000 врати отворено. Бог има 1000 начини да ни помогне. Но наше да имаме доверба целосно во него.
И вториот цитат, патриарси и пророци, Бог ќе направи многу за оние кои веруваат во Него. Причината поради која оние кои тврдат дека се Негови луѓе има толку мала мог, е тоа што премногу се подпираат на личната мудрост и не му даваат на Господ можност да ја покаже својата мог во нивната полза. Тој ќе им помогне на своите верници во секоја неволја, ако целосно се потпрат на Него и ако верно го слушат. Мислам дека прекрасен е одговорот на прашањето како да стекнеме доверба во Бога, да не се подпираме на себе, ниту на својата мудрост, на својата памет, ниту на својата младост или на своето искуство или на средни години кога сме, целосно да се посветиме и да се потреме на Господа. Бог ќе направи многу за оние кои веруваат во Него. А причината зашто паѓаме е затоа што често пати ние се подпираме на нашата лична мудрост и не му даваме на Господа можност да ја покаже својата мог. Тоа беше пораката кратка од проповедникот Никола Трајков. Одиме сега, почитувани гледачи, со песна и се враќаме повторно во живо во нашата програма. Еве не повторно во живо во нашата програма. Почитувани гледачи, вие следите утринската емисија на радио Глас на надежта. Адвентистичко радио кој емитува својата програма секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Продолжуваме со рубриката за Македонија. Пренесуваме интересни слики од села, градови, водопади, населби и така натаму. Денеска се одлучив да ви пренесам неколку информации за градчето Демир Капија. Демир Капија, не знам дали сте биле некогаш, но интересно градче, мало градче. Еве, кога читаме за историјата, Демир Капија на турски значи железна врата. Градче во југоисточниот дел на Македонија, непоследно, значи, тоа се наоѓа во Тиквешкиот регион, би се рекло, но како е да е, Демир Капија, може да кажеме, важна железничка станица која се наоѓа на тој меѓународен автопат Е75. Градчето представува административно седиште на истата општина.
Znači, možda kažeme, se naoѓа во јужниот дел на Тиквешкиот регион, поред реката Вардар или така наречена познатата Демиркаписка клисура. Тука интересно се меша и времето, односно климата. До Демиркапи имаме една клима, од клисурата, од тунелите надолу малку поразличита клима. Од Неготино е оддалечено 19 километри, од Кавадар си некаде околу 30 километри, а од Валандово 35 километри. Така да гледате на кој дел, на крајниот јужен дел од Македонија се наоѓа Гевгелија, но од јужниот дел на Тиквешката котлина се наоѓа ова градче. Минатото на Демиркапи е поврзано со познатите живописни интересни истории. Најпрво се спомнува ова населба која екзистирала околу тврдината под името Стар римски град Стене. По пропаста на Римското царство, тврдината станува место за постојање на уште еден град кој бил наречен средновековниот Просек. За овој град има повеќе пишани податоци, особено они поврзани со имињата на феодалните господари Добромир Хрс и Добромир Стрес. Со доаѓањето на османлиите, населбата е претворена во тврдина, односно тука биле стационирани турските војници. Во Првата светска војна територијата на Демиркапија била освојувана од бугарско-германски и српско-англиски војни сили. Првата светска војна оставува пустош во градот. Последиците од неа се чувствувале долги години после војната. За време на Кралството Југославија 919 година и 41 година од минатиот век економската состојба била лоша, бидејќи никој не вложувал во ова подрачје. Тогашното село било срамнето со земја при Валандовскиот земјотрес во 1931 година. Целиот период на Втората светска војна во Демиркапија изобилува со крупни настани на воен план. Поради добрата геостратешка позиција тука биле сконцентрирани значителен број на германски и бугарски војници. Борбите за населбата станале почести, а особено се прошириле 43-44 година од минатиот век. По ослободувањето, Демиркапија бележи подем, особено во времето додека населбата била седиште на истомената општина. Меѓутоа, по укинувањето на општината и претварање на Демиркапија во обично седиште на местна канцеларија, растот бележи стагнација кој оставил негативни траги во целиот живот на жителите. Во 1996 година Демиркапија повторно го добива статусот на општина со изборот на првиот градоначалник и првиот повеќе партиски општински совет. Пулсот на животот повторно се вратил во овој град и покрај изворедно тешката економска ситуација. Што се однесува до составот на жителите, од пописот на 2002 година еве како гласи. Денеска во Демиркапија живеат 3275 жители. Од тоа имаме 34 срби, Роми 16, Турци 19, Албанци 19, а македонци има 3161 жител. Тоа е пописот од 2002 година, а од пописот од минатата година не ги знаеме се уште бројките. Еве, почитувани гледачи, интересно е тоа место. Ако имате можност, поминувате надолу према Гевгелија, свратете десно од автопатот, посетете го, има рибњаци околу, има чисти реки, може се капете, летно време е пријатно тоа таму, има доста и риби, така да еве да направите еден излет и да го посетите Демиркапија и Демиркаписко, зашто во околината има интересни објекти кои може да ги посетите. Одиме сега понатаму во нашата емисија, зборуваме за здравјето или совети за нашето здравје. Ово утро се одлучив да ви прочитам неколку совети за лековитоста на лененото семе. Вчера зборувавме за важноста на урмите и рековме колку се урмите хранливи и здрави за нашето тело, а претходно зборувавме и за авокадото.
Во последните неколку години објавени се многу информации за лековитото дејство на лененото семе. Истражувањата се повеќе се насочуваат кон истражување на улогата на ова семе во превенција и лечење на бројни дегенеративни болести. Клиничките испитувања и искуства покажа дека редовното земање на ленено семе ги спречува и лекува следниве болести. Слушнете добро, почитувани гледачи, колку е корисно ова ленено семе. Лечи рак на дојката, простатата, дебелото црево, белите дробови и така натаму. Ленено семе содржи 27 различни антиканцерогени компоненти, од кои едната е лигнин. Тоа содржи 100 пати повеќе лигнин и од најдоброто интегрално зрно. Ниедно досега познато растение ги нема овие исти својства. Ја смалува телесната тежина. Лененото семе е одлично за смалување на тежината затоа што тоа брзо го снижува нивото на холестеролот во крвта, помага во контрола на телесната тежина и го смалува чувството на глад затоа што содржи големи количини на детски влакна. Има 5 пати повеќе од овие влакна од оризот. Ако сакате да ослабеете, земете една лажица повеќе и тоа во попладнените часови. Понатаму, органи за варење. Превенира или лечи рак на дебелото црево. Идеално е за тврда столица, желучни киселини, ја влажи и обновува цревната флора. Помага во ослободување на гастритични гасови. Одличен лакастив, ги елиминира токсините. Во големи количини ги содржи двете врсти на детски влакна, и растворливи и нерастворливите. Содржи повеќе влакна од повеќето житарици. Нервен систем. Луѓето кои конзумираат ленено семе не се нервно напнати, толку смирено. Тоа е идеално за луѓе кои работат под стрес. Ги подобрува менталните функции кај постарите луѓе. Лененото семе е доза на енергија за мозокот затоа што содржи хранливи материи кои на природен начин ги обновуваат мозочните клетки. Кардиоваскуларен систем. Идеално е за лечење на артиосклероза затоа што го елиминира холестеролот кој се залепил на зидовите, помага кај мултипле склероза, коронарна тромбоза, високи артериски притисок, срцева артемија, спречува згручување на крвта. Редовното конзумирање на ленено семе го смалува ризикот од кардиоваскуларни болести. Една од посебните особини на лененото семе е тоа што содржи тагланидин, кој го регулира крвниот притисок и функцијата на артериите. Исто така игра важна улога во метаболизмот на калциумот и во енергијата. Диабетес. Редовно консумирање на ленено семе помага при контрола на нивото на шекер во крвта. Виталност. Еден од најзначајните показатели на подобрување при употреба на ленено семе е зголемувањето на снагата и виталноста. Лененото семе има особини да го забрза метаболичкиот коефициент и дејството на енергијата на клетките. Мускулите се регулираат од умор после физички вежби. Еве, тоа беа советите од полето на здравјето, почитувани гледачи, за лековитоста на лененото семе. Еве еден рецепт. 2 супини лажици ленено семе дневно, смелено и додадено во овошен сок, јогурт, бело кафе или супа, односно чорба. Може да го конзумирате сите, без разлика на животната доба, како и трудниците. Еве, не е скапо лененото семе, може да се набави, но придобивките се многу големи. Одеме сега со песна, почитувани гледачи, потоа ќе се вклучиме во живо во нашата програма, да ја проследиме и последната рубрика за денеска. Kao nekad do Kanana i za put je dugi loš, okoliko dana još, okoliko do Kanana gdje nas čeka novi dom, gdje
Hristovi koreci mi, gdje je kraj toj pustinji. Pred Kananom, na Jordanu već se viju Božje slavne zastave. Pred Kananom, da svoj put sad nastave. Naprijed sad još malo hoda, malo borbe još, put ti nije tako loš, jer nas čeka miran kutak i sloboda od sveg zla. Naprijed sad do Kanana. Pred Kananom, na Jordanu već se viju Božje slavne zastave. Pred Kananom, da svoj put sad nastave. Pred Kananom, na Jordanu već se viju Božje slavne zastave. Pred Kananom, da svoj put sad nastave. Кога зборуваме за археологијата, може да кажеме дека археологијата ја потврдува веродостојноста на Библијата, на Светото писмо. Денешната Библија, денешната книга Библија што ја поседуваме е верна на оригиналот, почитувани пријатели, и затоа слободно да ја читаме, да и веруваме на се она што ќе го најдеме на страниците на Светото писмо, бидејќи денешните археолози тоа ни го потврдуваат. Еве, денес ќе ви спомнам за Давидовиот град. Секој утро пренесувам интересни слики и цитати од археолози, кога вршели скопување во Иерусалим и околу Иерусалим, тие пронашле интересни факти, интересни докази со кои потврдуваат веродостојноста на Библијата. Давидовиот град, по искупувањата што се извршени во Иерусалим, а кои потикнале најголеми расправи, управувал и Јигал Шилон, исто така професор по археологија на Еврејскиот универзитет. Во 1978 година тој почнал да копа во источниот дел од срцот јужно од Храмската гора, затоа што тоа подрече спаѓа во најстарите делови на Иерусалим. Зошто старите хананци го изградиле градот на стрмни падини, така што било потребно да изградат и тераси? Е прашање кое го поставуваат самите археолози. Тие тоа го сториле поради изворот Гион, кој се наоѓал во подножјето на тој гребен за полесно да се брани. Ова хананска тврдина, што потекна во 3-тиот милениум пред Христа, било јатка на Давидовиот и Соломоновиот град. Меѓутоа, денес многу ортодоксни евреи тврдат дека на тоа подречје било сместено старо средовековно еврејско гробје и поради тоа тие организирале демонстрации против археологот. Меѓутоа, Шилон побива дека пронашол било какви остатоци, човечки остатоци. Во меѓувреме на светлина излегле некои значајни информации за библиските времења. Искупувањето на Шилон дало многобројни информации за последните години на царството на Јуда. Пронајдени се остатоци од куќи од подоснежниот период пред изгнанството. Градени на тераси, овие куќи стануваат се посиромашни како се приближувало времето на Вавилонската превласт. Во тие искупување открени голем број мали предмети потребни во секојдневниот живот. Печатите откриени во 1983 година носат библиски имења Елиаким и Михе. Меѓутоа, сензационален е наодот на куп од 50 глинени печати, меѓу кои посебно се истакнува еден што му припаѓал на Гемарија или Сафанов, веројатно на истиот човек кој е спомнат во книгата на пророк Еремија, 36 глава, како писар на царот Јоаким. Професорот Шилон верува дека во градбата во која е пронеден овој печат можеби се наоѓа царската канцеларија. Искупувањата на Давидовиот град дале најсилен доказ што го имаме денес за повторното населување на Иерусалим со вавилонските заробеници што е извршено кон крајот на 6 век пред Христа. При крајот на хеленистичкиот или макабејскиот период, бројот на жителите во Иерусалим бил
се зголемил бројно и материјално, што можеле да подигнат импресивен одбрабен зид околу целиот град. По разорнувањето на Ерусалим во 70-та година по Христа од страна римјаните се чини дека не настанало некое позначајно населување на ова подрачје јужно од Храмската гора. Иако од почетокот тоа била локација на град Ерусалим, тогаш градската јатка се поместила кон север и запад, бидејќи повеќе не зависела од водата од изворот Гион. Дури и денес растот и ширењето на Ерусалим се движи во оваа насока. Еве, почитувани гледачи, тоа беа информациите за Давидовиот град, односно за се оно што е пронајдено во Ерусалим и околу Ерусалим. Тие докази ја потврдуваат веродостојноста на Светото писмо, на Библијата. Еве, полека додевме до крајот и на оваа наша утринска програма, денешна. Денеска, како што спомнавме, е среда. Бидете благословени во овој ден, бидете одговорни, чувајте се и ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, утре во 8 часот и 30 минути. А до тогаш да наздравиме со чај и се гледаме. Пријатно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.